Добре дојдовте во збирната емисија за месец април. Излегуваме од зимските месеци и полека се привикнуваме и на новиот ден, но и на пролетните вкусови. Но преминот секогаш треба да биде умерен. Пред се, треба да се исчистиме или детоксицираме од зимската исхрана. Паста орзо со спанаќ. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го возможуваат снимањето на оваа наша емисија. А кои се тие? Тоа е Жито центар со тонус лебот, лебот на минатото, сегашноста и днината. Лебот од цели зрна, а не од брашно. Тука е и нашиот пријател Есси Джонсон со своите брендови Мистер Масл, Дак и Пронто. Исто така и нашиот пријател АИА ИСО консалтинг. Уште еднаш благодарна за нашите пријатели. А што е тоа што ќе подготвувам денес како главен оброк во денот? Денес ќе подготвувам паста орзо со спанаќ. Кои состојки ќе ги користам во подготовка на денешниот оброк? Ќе користам паста орзо, која личи на ориз. Ќе користам спанаќ, беби спанаќ по можност или по нежните ливчиња од спанаќот што го купуваме. Ќе користам печурки, свежи се разбира, кромит, лукче. Генерално тоа се главните состојки и ајде да почнам со подготовката. Сега јас ќе земам печурките да ги подготвувам, зашто прво печурките ќе ги динстам, бидејќи сакам да излезе она течност од печурките, нели? Да ги доведам до состојба без таа течност да бидат, па потоа ќе го ставиме и кромитчето. Ставам масло. Ајде сега ги ставам печурките. И тие ќе пуштат вода. Еден оној специфичен мирис, арома на печурки. Ќе се стрпиме малку да се издинстаат убаво. А во меѓувреме јас ќе го исечкам и лукчето. Овој оброк се спрема за релативно кратко време. Многу е вкусен, лесен оброк, нели рековме ќе одиме сега на фаза на чистење на организмот. Сега ќе ставам и сол за да печурките ја испуштат течноста што побргу. Значи динстам на средна температура, не многу јака. Што да правам? Работам со десната рака и затоа ја вртам оваа рачката од тавар. Сега јас ќе земам да си висечкам лукчето, да биде подготвено за да влезе во тавче. Еве, антиоксиданси во лукот има, што да речам, многу. А тоа говори дека треба лукот да биде во употреба, јас ќе речам наискрено на дневно ниво. Или барем неколку пати во неделата, ако не секој ден. Лукот е познат и како природен антибиотик, кој што го штити нашето здравје од напади на вируси, бактерии и така натаму. Ајде ве сега веќе течноста е испарена. Ставам кромидот.
Одиме сега кромидот малку да се издинста со печурките. Сега ќе ја ставам пастата која претходно ми е сварена. У паст пишува како се вари, кога ќе си ја купите, ја има во маркетите, како што има макарони, таљатели, фусили и така натаму, ова е орзо. Или макарна, ја има под име макарна. Ќе повторам уште еднаш, ја има во маркетите под име макарна. А иначе званично име, светско име на оваа паста е орзо, како што е на фусилите, како што е на таљателите и така натаму. И сега на крај го ставаме спанаќот, ќе оставам малку на ниска температура ова да оди. Спанаќот морам малку да го засечкам и го ставам на крај за да не ги изгуби своите својства со силна термичка обработка. Дури и можам така листовите бидејќи се малечки. Можам и така да ги ставам, еве имам уште малку и добиваме нешто здраво, многу вкусно, брзо за подготовка. Ево, вие се малечки листови, целите ќе ги става. Ајде. Еве вака, оп. Ајде уште малце. Ето така, фрц, готово. Одам на најниска можна температура сега, за да измешам. Вака се прави, значи спанаќот за да биде речиси во свежа состојба. Сега јас ќе додадам тука малку и бибер. Сол ставивме на печурките, но кој сака може да си придодаде сол, не е никаков проблем. Ето така. И ќе додадам уште малку, да речеме нешто, ете, ако сакате, алтернативно е, малку соја сос ќе ставам и малку балзамико сируп и тоа е тоа. Ќе исклучам, неисклучено сето тоа ќе го додадам. Еве ставам малку соја сос. Добро. Ќе даде дополнително убава нота. Еве го ставам и од балзамикото сос. Сосема пикантно, да придонесе дополнително на вкус. Еве го. Еве го нашиот оброк, сега ќе го сервирам, ќе ставам малку исечкан макдонос. И тоа е тоа, брз оброк, исклучително здрав оброк, лесен за пробава и оваков вид на оброци, јако содржи паста, се лесно сварливи и во функција на чистење на организмот од отровите што сме ги насобрале преку зимскиот период. Што повеќе вакви оброци, тоа полесно чувство и тој што има више килограми ќе ги изгуби, тој што нема што да губи, туку ќе се чувствува полетно, по-здраво и така. Ајде сега, вака, да си засечкам малку и макдонос. Поситничко. Сега да го завршам значи нашиот денешен оброк, сепак ќе додадам малку сол, добив сугестија од Ивана. Еве и секако биберче. Биберот исто е зачин кој што ако се стави оптимално како што треба е многу полезен, го помага варењето на храната, дигестијата ја зголемува, ја забрзува. И еве сега ставам малку
Макдонос малку, не смеам повеќе да ставам, ме караат овде. И така. И еве гледате, се задржа, значи свеж спанаќот. И сега ќе сервираме. Ајде сега си ја сервирам орзата, тоест денешниот оброк. Многу изгледа симпатично, мириса преубаво. Можам да речам дека лукчето доминантно е со аромата. И тоа баш треба така да биде. Еве. Ајде сега мала декорација со чери доматчиња. Вака фино ќе биде. Ето, тоа е тоа и ова е нашиот денешен оброк. Може само малку да поросам уште од сечканиот Макдонос и тоа е тоа. Ајде сега малку повторно ставам од балзамико сосот, повеќе сега за декорација, но исто така се разбира придонесува за красатост во вкусот. Да можам сега сето да го исцедам внатре. Добро е, готово. Еве, тоа е нашиот денешен оброк, убавина од гледка, убавина од ароми. Преубаво. Значи, едноставно подготвено, брзо подготвено, лесен оброк, кој го препорачувам во овие пролетни денови, како оброк кој што ќе ги задоволи сите ваши сетила и истовремено ќе учествува во олеснување од тежината на телото што ја чувствувате. Вториот рецепт во денешната збирна емисија е омлет со тонус леб. Јајцето е еден од основните човекови прехранбени производи. Поради своите изворедни нутритивни вредности се нарекува и природна конзерва. Во светот постојат илјадници рецепти со јајца. Омлетот е еден од нив. Има и многу видови омлет и секој ги подготвува по свој вкус. Но во денешната емисија ќе го дознаете рецептот за омлет со тонус леб. Ајде прво да кажам како ќе се вика денешниот оброк. Ќе се вика омлет со тонус леб. Кои се состојки ќе влезат во овој наш денешен оброк, кој што може да биде во функција на вечера, ручек, ужинка, како и да е. Покрај тонус лебот, нормално ќе користиме јајца, мелено месо, малку кисело млеко овчо и рендано кашкавалче. Тука ќе во овој состав од зеленчук имаме младо кромиче, Макдонос и горе-доле тоа е тоа. Ајде сега да почнам со подготовка на нашиот денешен рецепт. Прво земам тонус леб. Еве ќе го земам основниот, првиот тонус леб, стандардот. И ќе направиме значи омлет од него и 5 телепчиња ми се доволни. Ќе ги исечкам на помали делови. Ќе ги пропржам малку на тавчето. А потоа преку нив ќе поминам ќе ставам преку нив јајцата изматени заедно со месото што претходно термички ќе го обработам. И се со ред како што треба за да добиеме навистина омлет во функција на целосен оброк, дали вечера, дали ручек, како што реков, се исто. Да ја вклучам мојата плотна лепчево да го термички обработам. Лесен рецепт.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Треба лепчето малку да го термички обработиме за да фати коричка и кога ќе правиме омлет да не ни се раскваси многу лебот, така да има фина една структура, да крцка кога ќе го јадеме. Еве, ја мислам лепчето доволно е термички обработено. Одам сега понатаму со подготовка на другите елементи од денешниот омлет. Наред е месото да го ставам. Јас сега да исечкам тука кромиче, во меѓувреме ќе го исклучам месото. Значи да се исечкам кромиче, може и стар кромит, јас се решив млад кромит да ставам. Како што го викаат англичаните, spring onion, да влезе во состав на нашиот денешен рецепт. Јајца. Ајде ќе додадам и една црвена пиперка во нашиот омлет, да добиеме и на боја, и на витамини. Таа кога е свежа има С витамин висока доза, повеќе од што има и лимонот, па затоа користете црвена пиперка во вашите салати, во вашите свежи салати, кои што треба да бидат редовен дневен програм во исхраната. Ајде сега да ги ставам и пиперките, пиперката исечкана. Може и зелена пиперка се стави, ама еве, овој пат по сугестија на Ивана црвена пиперка. Добро. Покрај пиперката ќе додадам и овчо кисело млеко. Еве вака. Може и обично кисело млеко да се стави. Јас го сакам овчето кисело млеко. И убаво ќе изматам.
Во меѓувреме ќе исечкам и макдонос. А и малку бибер. Ајде малку буковска пипер. Доволно. Сега вака. Јас ќе го додадам лепчето тука во месото. Се уште не ја вклучувам ринглата. Сега може да вклучам плотно. Да ги спојам лепчето и меленото месо. Тоест тонусот поточно со меленото месо. А по дефиниција тонусот фактички се вели дека не е леб, затоа што лебот по дефиниција се прави од брашно, од нашиот тонус. Се прави директно од зрната кои се ртат и во кои се ослободува фитинската киселина и при тоа ние сите минерали и витамини што се содржат во лебот, односно во тоа зрно, можеме да ги едноставно искористиме. Ајде сега можам да ставам и од јајцата, тоест се што ставив во нив. Ајде сега и кашкавалот. На тивка температура го ставам капакот и ќе почекаме некои 3 до 4 минути и мислам нашиот оброк денешен ќе ни биде готов. Еве нашиот омлет е готов. Ќе го ставам на страна, ќе исклучам плотната да се подолади за да можам убаво да го исечам после тоа. Ајде. Сега мислам дека ни е готов омлетот за сервирање. Да си го пресечам мојот омлет.
И сега ќе се обидам со оваа лажица, со шпаклата. Еве гледа, камерата забележува каков е пресекот. Одам понатаму, втората половина. Оп, оп. Ева како тоа. Еве го, нашиот омлет. Третиот рецепт за денеска е пилешко со печурки и сладок компир. За пилешкото месо досега сме гледале многу емисии, но обрнете внимание на сладкиот компир во денешниот рецепт. Уживајте во здравата и вкусна храна со нашиот најпознат нутриционист Цвета Динева. Ке подготвиме пилешко месо со печурки и сладок компир. Кои се состојки ќе влезат во овој наш денешен рецепт? Се разбира, пилешко месо стек, печурки свежи, шампиньонки во даден случај, инаку вие можете и друг вид печурки да користите. Сладкиот компир, ќе имаме и морков, кромит, лукче и се разбира зачински билки, масло, сол, бибер и така натаму. Прво го подготвувам месото, пилешкиот стек, значи ќе го исечкам на коцкички, за да може, нели, побрзо термички да се обработи. Сега ајде, јас да почнам да термички да го обработувам нашето исечкано месо. Еве ставам масло за готвење маслиново и за да не ми прегорува, веднаш го ставам месото. Значи не го оставам маслото да прегорува, за да не ми преоѓе во трансмасти. Кога го ставам месото, тогаш значи нема шанси да прегорува или било што да е, дали е кромит, прас, што и да е, небитно, сега месото. Би сакал да кажам неколку зборови за овој производ на компанијата SC Johnson од брендот DAC. Ова средство е гел кој што се користи за темелно чистење на WC школките. Интересно е дека обликот, главата на ова средство точно е прилагодено за убаво чистење на рабовите од WC школката. При тоа, со помош на овој гел се уништуваат сите патогени микроорганизми, бактерии, се она што дефинитивно може да ни донесе здравствени проблеми. Ова средство е достапно во неколку мирисни ноти, подберете која вам ви одговара. Еве го, мепцето ни е при крај. Сега ќе го извадам од капча, го исклучам клопната, го исклучувам од тапчето и ќе го префрлам во оваа чинија. Скоро да е готово, ама потоа ќе го здружиме со печурките, со кромидот,
со сладкиот компир и така натаму. Ајде сега печуркиве да ги засечам на покрупни парчиња. Еве готово, исечкани се сега и печурките. Ајде да вклучиме сега редната и ќе ги ставаме печурките лека по лека, самите да се издинстаат. Ќе пушта доста вода, на пониска температура ќе ставам од почеток. Еве сега горе-доле печуркиве испуштија својата вода, но се уште има. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Така, и сега јас ќе го додадам лукчето. Ево ситно исечкано лукче, поприлична количина, нема зијано лукот. Згоре на тоа дава многу поубав вкус. Тоа е. Значи сол, како што гледате, се уште не ставам, ни бибе. На крај ќе ги ставам кога ќе ги здружиме сите состојки, за да не пресолам. Не е фино да се пресоли, а не е добро да нема сол. Еве, ова е веќе готово, печурките. Сега и нив ќе ги тргнам на страна и одиме со подготовка на зеленчук. Еве уште еден интересен производ на компанија TSC Johnson, кој го применуваме во нашето купатило, поточно во WC школките. Ова е тврда влошка која се става на WC школката и кога се ослободува со помош на водата, во водата добиваме убава боја, убава мирисна нота, но многу битно е што има дејство против бигорот и нормално антибактеријско дејство. Имете го дома, ги има во повеќе бои. Ајде сега кромидот да го засечам, на така полукругови ќе го сечам. Еве вака. Еве сладкиот компир веќе е подготвен, сега уште морковот. Значи бета-каротен има да се изнаконзумираме. Еве ја вклучив плотната, пак ќе кажам, не чекам да прегори зејтинот, веднаш го ставам еве сладкиот компир, ќе треба едно 8 минути до 10 да се динста, заедно со морковот, ќе омекнат, сега ќе го додадам за кратко и кромидот и заедно ќе се динстаат сите.
Сега ќе го додадам веднаш и кромидот и сите заедно другарски термички ќе се обработуваат. Кромидот ќе пушти вода, исто и сладкиот компир и морковот. И сега јас овде ќе ставам сол за да помогнам сладкиот компир и морковот побрзо да испуштат водата од себе. Еве така. Ќе ставам и бибер малку. Опа. Добро. Ќе ставам сега малку соја сос. Соја сосот го помага варењето на храната. Источните народи го имаат редовно во нивната, во подготовка на нивната храна. Ставаме сос од балзамико и даваме една убав вкус, убава нота, кисело-сладко. Ова е сега љутички сос малку. Добро. И малку сенф. Сите компоненти ги ставив овде. Сега можам да измешам со мојата дрвена лажица, ми е пофино. Сега полека ќе го ставам месото назад, кој веќе е термички обработено. Сега ќе се дружи малку со бататот, со морковите, со кромичето, полека. Еве вака. Еве ми ги печурките. Еве ќе ги ставам сите, па ќе ги мешам. Да исечкам ситно макдонос, зашто на крај ќе оставам и макдонос. Јас би додала сега сол уште, затоа што не ставивме многу сол. Исто така ќе додадам и бибер уште, да биде попријатно за конзумирање. И еве ги зачинските билки, мешавина од нане, оригано, макдонос, суф и така натаму. И тоа е одлично. И горе-доле ние сме со нашиот ручек веќе при крај. Еве сега буковска пипер ќе додадам на крај. Да му додадеме, значи, дополнително шмек на нашето јадење. Се разбира, дечиња ако јадат, нема да сакаат со буковска пипер, ама ние возрастните си сакаме. Уште да налутнува помалку. И така. Јас мислам дека сме готови, таман така како што треба. Нашиот ручек е готов и сега треба да сервираме. Ги оставам полуживи, значи морковот, исто така и сладкиот компир, точно на онаа температура кога највеќе се ослободува тој бета-каротен. Еве уште еден производ на компанијата SC Johnson од брендот DAC. Тоа е апликатор кој што го користиме за втиснување или лепење на гелот што се содржи внатре под работ на школката и со тоа одбегнуваме задршка на било какви бактерии, патогени, микроорганизми кои што вообичаено остануваат на фиксни статични корпи. Го има во повеќе нијанси, ароматични нијанси, така да одберете си го она што вам ви одговара. Згоре на тоа имаме и резервни делови за истиот апликатор, кој што кога ќе се потроши, едноставно
ставате резервниот гел и продолжуваме со користење на овој апликатор. Навистина многу згодно, многу хигиенски, а тоа и треба секој од нас да го има. Ајде сега да си го сервираме денешниот оброк. Еве го преубаво, мириса, што да речам, фантастично. Значи, сладкиот компир, морковчињата се така, да подкрцнуваат малку во уста. И значи направивме оброк кој има навистина високи нутритивни вредности, убави протеини, минерали. Сега малку и ќе го издекорираме со макдоносче. Еве вака. И тоа е нашиот денешен оброк од 1001 оброк. Готов и нашиот тонослеп за конзумирање. Лебот од артеми зрна, богатство за нашиот организам. Ете, тоа беше се за денес. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. И сега останува да им се заблагодарам на нашите пријатели кои што ни го овозможуваат снимањето на 1001 оброк, а тоа се Жито центар со тонуслебот, компанијата Еси Джонсон со брендовите Мистер Масл, Дак Пронто, тука е и компанијата АИА и со консалтинг. И секако голема благодарност до вас што верно не следите. Имајте убав ден, гушнете некого до вас, ќе се чувствувате многу убаво.